Почнуваме со денешните актуелности. Општина Штип го промовираше телото за заштита од дискриминација, во кој учествуваат представници од локалната власт, заменик народниот правобранител во Штип, потоа од Министерството за правда од Канцеларијата за бесплатна правна помош, како и представници од 4 штипски невладини организации. Дискриминација не се случува секојдневно по различни основи. Понекогаш се препознава како таква, но честопати се доживува и како нешто вообичаено. Истакна на денешната пресконференција Снежана Санева од општина Штип, со цел да се идентификува, пријави и санкционира било каков облик на дискриминација е формирано телото за заштита од дискриминација. Најзастапени облици на дискриминација се говорот на омраза, директната дискриминација, вознемирувањето и виктимизацијата. Сведоци сме дека говорот на омраза е се почест во нашето секојдневие. Со него се девалвира човековото достоинство, се креираат предрасуди, етикетирања, кои пак од друга страна водат кон дискриминација на жртвите. Директната дискриминација представува директно и нееднакво и неоправдано постапување кон одредена личност до тие граници што се загрозуваат или се ограничуваат основните човекови права. На денешната пресконференција на која се промовираше новото тело беше потенцирано дека во источниот регион на годишно ниво се регистрираат околу 60 на случаи на дискриминација. Заменик народниот правобранител за општина Штип Елена Ѓорѓоновска-Маневска вели дека во Штип минатата година за 20% се зголемини бројот на преставките кои ги добиваат од граѓаните, а најчесто се пријавува дискриминација по однос на припадност на етничка заедница. Во текот на изминатите 2-3 години најчест беше примерот пријавуван за ограничување на правото на движење. Најчесто беа пријавувани како преставки за ограничување на правото на движење, односно задржување на самиот граничен премин Делчево, кој што потпаѓа под надлежност на подрачната канцеларија во Штип. Но тука, значи, по спроведената истрага се констатира дека всушност се работи за дискриминација врз основа на припадност на етничка заедница. Канцеларијата на народниот правобранител останува отворена за пријавување на секаков вид дискриминација, но со координативното тело за заштита од дискриминација на граѓаните им се олеснува пристапот кон надлежните институции, им се нуди бесплатна правна и друг вид на стручна помош. Бројот на судски пресуди по основ на тужби за дискриминација во државата е мал. Формирањето на ова мултисекторско општинско тело во Штип е со цел да се охрабрат граѓаните да се борат против секаква појава на дискриминација. Се поставува канализациона мрежа во елитната населба Суитлак. ИСР најавува и асфалтирање на улиците во овој дел од градот. Во продолжение на дневникот следи билтенот од секторот за внатрешни работи Штип, во кој стои 8 сообраќајни несреќи на подрачјето на СВР Штип, од кои 5 потешки. 2 моторџи потешко се повредени. Во сообраќајните несреќи возач на Тико излетал од патот, повреден е и тракторџија. Еве го извештајот. 2 моторџии овој викенд со тешки телесни повреди завршија на ургентно. Првиот 22 годишен од Куманово, откако со моторот Сузуки излетел од коловозот на патот Куманово Свети Николе кај местото викано Мездра. Вториот е 42 годишен прилепчанец, кој изгубил контрола над моторот Кавасаки на патот Веле Штипке Сарамзалино. Кај моторџијата од Куманово лекарите извршиле хируршка интервенција. Прилепскиот моторциклист бил донесен во неконтактибилна состојба. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата стартуваше со проект за намалување на сообраќајните несреќи со потешки последици. На патиштата на истокот ќе се детектираат факторите што ја загрозуваат безбедноста со цел да се превенираат опасните ситуации кои доведуваат до незгоди со потешки последици. Не треба да се чека да се случат сообраќајните незгоди и последиците од сообраќајните незгоди и потоа да се действува, туку треба да се изнајдат модели и техники со кои што ќе се предвиди состојбата уште пред да се случат сообраќајните незгоди. Целта ни е да се огледаме колку локалните општини, колку од општините или од локалните власти се посветени во делот на креирање и изградба на
инфраструктурни објекти во смисла на пешачки патеки и велосипедски патеки кои што се наменети за ранливите учесници во сообраќајот. Вчера со тешки телесни повреди откако излетел со возилото од патот, удрил во заштитна ограда, а потоа и се превратил со возилото. Во ургентниот центар во Скопје е примен 37 годишен жител на селото Злетово, Пробиштипско. Несреќата се случила околу 13:30 часот на регионалниот пат од Браната Кнежево кон Злетово. Во сообраќајна несреќа на патот Штип-Радовиш со потешки повреди. Овој викенд се здолбил тракторџија од Штип, информираат СВР Штип. Наскоро штипската населба Сојтлак ќе добие комплетна канализација, но овој дел од градот исто така ќе биде и целосно асфалтиран. Екипите на јавното предпријатие ИСАР интензивно работат на поставувањето на канализацијската мрежа во населбата Сојтлак. Од планираните 1150 метри, веќе над половина се комплетно реализирани. Во овој проект финансира општината, финансира јавното предпријатие ИСАР, а приклучоците ги финансираат самите граѓани кои што живеат овде. Како што сами знаете, долго време во оваа населба немаше канализација, немаше водовод, луѓето се снаоѓаа на разноразни начини преку септички јами. Јавното предпријатие ИСАР веќе започна и изведе некаде 600 метри од вкупно предвидената 1150 метри канализација. Продолжуваме понатаму да изведеме главната линија и приклучоците на сите овие 50 куќи кои што се наоѓаат овде. Веднаш по завршувањето на активностите за поставување на канализацијска мрежа, овој дел од градот ќе добие асфалт, а напоредно ќе се работи и во населбата Карорман. Сакам да напоменам на сите граѓани кои што живеат овде во населбата Сутлак дека ќе бидат уклучени сите во канализациониот систем, и долните улички, и горните улички со посебни линии кои што ќе ги влечеме. Треба само да бидат трапеливи и да дојдат во нашето јавно предпријатие. Исто така сакам да напоменам граѓаните во населба Караорма дека таму канализацијата не е завршена скроз, застанато е. Ќе продолжиме веднаш после паралелно, значи ќе работиме овде и во населба Караорма, каде комплетно ќе биде изведена целата канализација. Веднаш по завршувањето на работите овде во населбата Сутлак, оваа улица, прво главната улица ќе биде комплетно асфалтирана, градоначалникот на општина Штип комплетно ќе асфалтира, а потоа сите останати мали улички, така да и оваа населба ќе си добие урбен тек на живење. Раководителот на работната единица водовод и канализација Бранко Горгиев нагласи дека средствата се инвестираат заеднички и од општината и од јавното предпријатие и од граѓаните. Работната единица водовод и канализација во рок од околу 10 дена ќе заврши со активностите во населба Сутлак. Реализацијата, плаќањето се реализира од три извори. Милион денари идат од општина Штип, милион денари од самите граѓани и дел од јавното предпријатие ИСАР. Се со цел да се реализира овој проект, затоа така е договорено. Граѓаните кои живеат во овој дел можат со јавното предпријатие ИСАР да направат и договор за плаќање на услугите на рати. Од денес почнаа Петровденските пости. Верниците 3 дена во неделата ќе се придржуваат на строг пост 6 седмици. Инаку ова се најкратките и најлесните пости, бидејќи се паѓаат сега во лето, кога има изобилие од овошје, зеленчук и слично. Почнаа Петровденските пости востановени во чест на светите апостоли Павле и Петар. Верниците од денес почнуваат со строг пост, на кој ќе се придржуваат 3 дена во неделата. Овие пости спаѓаат во рангот на поблаги пости, при што типикот е понеделник, среда и петок без масло, вторник, четврток масло, сабота, недела и риба, со исклучок на некои денови и празници кога се разрешува и се ублажува постот. Овие пости зависат, големината на овие пости зависи од Великденот и од Вознесението Христово и слегувањето на Светиот Дух. Според каноните на православната црква, постот не значи само воздржување од храна, туку и од лоши мисли и дела. Значи, колку е важен постот и телесен и духовен, толку е важна и молитвата. Повише да работиме на себе, да се молиме поусредно на Бога, по-долго време да посветуваме на молитва, постот телесен да го запазиме, духовниот да го запазиме, значи да правиме добри дела, да не мислиме лоши работи, да не изговараме лоши работи, да се измириме со оние што сме скарани, за да можеме достојно да го причекаме празникот на светите апостоли, а и да се причестиме со телото и крвта на нашиот Господ Спасител.
Петровденските пости се познати како летни пости, се сметаат за најкратки и најлесни пости поради тоа што има овошје во изобилие, па мрсната храна верниците ќе ја заменат со овошје и зеленчук. Ајде сите заедно да помогнеме и да бидеме хумани по кој знае кој пат. Бојана Тошевска, студентка на Лековната академија при УГД Гоце Делчев, апелира за прибирање хуманитарни средства потребни за лекување на нејзиниот другар Никола Колев, кој боледува од карцином. Сакам да апелирам до сите хумани граѓани да се приклучат на хуманитарната акција за прибирање на средства со цел на мојот другар Николче Колев, кој има 21 година, да му се овозможи втора шанса живот, да го победи карциномот. Николче боледува од рак на мекото и сврзно ткиво. Има потреба од специјални прегледи и лечење во странство, па затоа е потребно да се соберат повеќе средства. Николче живее заедно со својата самохрана мајка и тие двајцата не се во можност да одвојат доволно пари за неговото лечење. Хуманите граѓани можат да донираат на жиросметката на НЛБ Тутунска банка со број 210-7 50 6384 93 со назнака за Николче Колев. Исто така, хуманитарни финансиски средства може да се донираат и на пунктот кој ќе биде поставен кај градскиот плоштад. Фудбалерите на Астибо се новите членови на првата футсал лига на Македонија. Луѓето, но и времето секогаш знаат да не изненадат. Но како и да е, Македонска каменица и пензионерите по 6-ти пат ја организираа познатата и една од најмасовните манифестации Бабина баница. И покрај врнежливото време, сепак Бабина баница се одржа во живописниот манастирско-туристички комплекс Еленец. По 6-ти пат се одржа една од најмасовните манифестации во Источна Македонија и покрај лошите временски услови сепак Бабината баница во манастирско-туристичкиот комплекс Еленец во Македонска каменица ги собра пензионерите, но и туристите од целата држава. На 1100 метри надморска височина во живописната природа на Осоговските планини, вчера баниците се месеа и печеа под вршник, а за најдобрите имаше и награди кои ги обезбедија Сдруженијето на пензионерите и општината. Се одвиваат сите активности согласно програмата, се подготвува Бабина баница на традиционален начин, културно-забавната програма тече и секако за задоволство на сите граѓани кои што се присутни овде, ќе имаме еден убав ден. Денеска сме центар на пензионерски збеднувања, па и пошироко. Поздрав до сите оние кои ги исплаши времето, ќе зажалат зашто не се на Еленец. На оваа манифестација присуствуваше Нил Стивенсон, генералниот директор на рудникот САСА, кој забележа дека е задоволство да се присуствува на една традиционална македонска манифестација, но и да се вкуси познатиот македонски специјалитет. Прекрасно е да си овде на Еленец и да се види традиционалната македонска култура и секако сите овие луѓе. Пензионерите и туристите се презадоволни од одржаната манифестација, која оваа година според нивните коментари била одлично организирана, инаку со Бабината баница се отвара и сезоната на традиционалните пензионерски манифестации кои се одржуваат низ целата држава. Општина Пробиштип во преубавото Лесново ќе организира регионален камп за лидерство, на кој ќе земат учество млади луѓе од повеќе општини. Исто така во Лесново ќе се реализираат и активности за подобрување на туристичкиот сегмент. Во втората половина на месец јуни, општина Пробиштип заедно со одделението за локален економски развој и Црвениот крст на Лесново ќе организира тродневен камп за лидерство со учество на млади луѓе од неколку општини. Кампот е регионален. На 16, 17 и 18 јуни во организација на Црвен крст Пробиштип, но со голема поддршка на општина Пробиштип и Советот на млади од општина Пробиштип, ние ќе организираме еден заеднички камп во село Лесново. Овој тродневен камп е со тематика лидерство, ќе биде од регионален карактер. На овој камп е планирано да дојдат деца од 6 различни општини. Јас ќе бидам еден од предавачите, односно ќе ги запознам децата со убавините на Лесново, со планинарството, со она кое што може да го посетат таму.
Така да се надевам дека овој камп за прв пат сега го организираме, ќе прерасне во една многу добра традиција. Бошковска потенцираше дека на Лесново ќе се инвестира во проекти кои ќе го поддржат туристичкиот развој. Во Лесново планираме неколку значајни активности поврзани со туризмот, а тоа се поставување на информативни табли кои што ќе се однесуваат за опис на патеките и на пештерските цркви. Ќе ги обележиме подобро. Ние спроведовме таму еден проект кај што се направи реконструкција на тие патеки. Сега ќе ги обележиме дополнително преку. Исто така планирано е во Лесново да се изградат неколку летниковци, да се изградат неколку скари, места каде што луѓето ќе може да подготвуваат скара. Предвидено е да се изградат и маси и клупи, така да Лесново ќе прерасне на вистина, ќе има услови дополнително зголемени за престој на туристи. И кога сме кај Лесново, во тек се подготовките за ликовната колонија, која традиционално се организира в соучество на повеќе уметници од земјата и од странство, кои цртаат за убавините на Лесново и Лесновскиот манастир. Пред минутите за спорт убава вест за сите учесници во сообраќајот. Бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за 1,5 динари, а цената на дизел горивата се намалува за 2,5 динари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рефинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати од просек за 6,52, односно 4,17%. Новата цена на Евросуперот од 95 октани изнесува 62,5 динари, а на Евросуперот од 98 октани 64,5 динари за литар. Евродизелот ќе се продава за 48 денари, додека екстра лесно масло за домакинствата за 36,5 денари за литар. Сега следи исходот од завршениот меѓународен турнир во борење македонски бисер, кој изминатиот викенд се одржа во Штип. Инаку оваа манифестација се одржа по 41 пат. Романскиот борач Иван Гоидеа го освои трофејот на овој турнир, а за најдобар домашен борач беше прогласен Елмедин Сейфуллаху, а за најдобар странски борач белорусинот Павел Вербел. Градот Штип беше домаќин на борачкиот клуб Балканец, успешен организатор на 41-то издание на меѓународниот турнир Македонски бисер. Свечениот церемонијал на отварањето на турнирот започна со интонирање на македонската химна и со фолклорен културно-уметнички репертоар. Кратко излагање пред присутните има председателот на Федерацијата на боречки спортови на Македонија Бетин Вранези, како и председателот на Македонскиот олимписки комитет Васил Топурковски. Што се однесува до турнирот, беа прикажани изворени борби во кои сепак отскокнуваше романецот Иван Гоидеа, кој во категорија до 61 кг во финалата го победи нашиот репрезентативец Елмедин Сейфуллаху. Од страна на штурцето жири, токму Иван Гоидеа беше прогласен за најдобар и тој освојувач на трофеот Македонски бисер. Елмедин Сейфуллаху пак беше прогласен за најдобар домашен борач, додека Павел Вербел од Белорусија беше прогласен за најдобар странски борач. Во знак на благодарност, организаторите доделија посебни признанија на Васил Топурковски, како и на некогашните боречки легенди Зоран Шоров и Шабан Саидиу. И на крајот фудбал. Клубот за мал фудбал Астива од Штип е нов член на првата футсал лига на Македонија. Тие во бараш надпревар што се одржа во спортската сала Гемиџи во Велес, ја победија екипата на Рудник Саса од Македонска Каменица со резултат 9-2. Успешно и триумфално заврши сезоната во втората македонска футсал лига за екипата на Астива од Штип. Тие постигна извореден резултат и уште првата сезона своето постоење ја хрониса со пласман во повисоко надпреварување. Преку квалификацијски бараш надпревар, тие во салата Гемиџи во Велес просто ја прегази екипата на Рудник Саса од Македонска Каменица и ја победи со резултат 9-2. Играчите на најдобар можен начин се одолжија на армијата своји верни симпатизери и од десетва тие ќе се надпреваруваат во квалитетната прва футсал лига на Македонија.
Тие предводени од капитенот, воедно и председател на клубот Владко Ѓошев, под стрцата палка на Илија Митров, го искажа силот свој раскошен талент и сосема заслужено се пласира во првата футсал лига. Огромна заслуга за успехот им припаѓа и на Глигор Арсов, собственик на Такси Делукс, кој заеднички со уште неколкумина помагатели и спонзори и му возможија безпрекорни услови на играчите во тресирањето на прволигашкиот пат. Градот Штип ќе биде еден од ретките во Македонија кој што во првата футсал лига на Македонија ќе го представува две екипи, а Стибо и Мал Ајакс кој минатата недела исто така преку бараж надпревар се пласираше во елитното друштво. Ето овде го заокружуваме и понеделничното издание на информативната емисија на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер.